Премногу слободно време, а премалку пари. Навидум ова е секојдневието на повеќето млади македонци во земјава. Сепак, огромната невработеност не смее да биде и препрека за да можете да заработите некој денар. И тоа во слободното време и пред компјутерот, омилената алатка на младината. Facebook, eBay и YouGov, ова се само неколку од вебсетовите на кои покрај социјалната содржина лежи и голем потенцијал за заработка, секако доколку знаете како да го искористите тоа. Еден од најлесните начини и најлегитимни секако е пополнувањето на едноставни анкети на одредени сајтови, како што е на пример yougov.com. Ова може да биде истовремено и забавно и профитабилно. Супер начин за да се заработат екстра пари. Откако ќе се регистрирате на овој вебсайт, се што треба да направите е да го проверите вашиот имејл и да ги чекате анкетите. Во конкретниот случај, за чек од 50 фунти треба да стигнете до 5000 поени, а секоја анкета во просек ќе ви донесе по 100 поени. Анкетите пристигнуваат периодично. Некој пат во рок од 3 месец може да добиете од 1 до 2 анкети, но понекогаш во една недела и до 5 анкети. Ако се прашувате зошто некој непознат би се грижал за вашето мислење, а камоли и да ви плати многу за истото, објаснувањето е следното. Безброј компании, вклучувајќи ги најголемите интернационални корпорации, очајно се обидуваат да дознаат што сакаат потрошувачите и подготвени се да платат многу пари за истражување на пазарот. Сепак, проблемот е следниот, како да се поврзат со вас, со потрошувачите. Тоа не е така лесно и поради тоа овие компании ангажираат други компании кои пак спроведуваат истражувања со кои ќе дознаат што потрошувачите мислат за нивните производи. Што ќе биде потребно за во иднина да ги купат истите, како и што би ги натерало да ги купат. Пристапувањето кон овие вебсајтови ви овозможува да станете дел од најсовременото истражување на пазарите, покрај парите кои ќе ги заработите. Ќе дознаете и за одредени производи, долго пред тие да станат достапни во продавниците. Најдобриот дел е тоа што овие ваши напори ќе бидат добро исплатени и тоа со само неколку кликнувања дневно. Втор добар начин за онлайн заработка е преку блогирањето. Ова е еден од најдобрите начини за да се започне бизнис. Трошоците се минимални, а доколку сте добри во ова, односно во пренесувањето на сопствените ставови на одредени теми, со тек на време ќе добиете голем број на читатели. Поставувањето на сопствена блог страница е лесно, се што треба е да се регистрирате на некој од страните како WordPress или пак Blogger, или некој друг бесплатен сајт кој ќе биде домаќин на вашиот блог. Сепак, за заработка на сериозни пари, потребна е комплетна контрола над вашиот блог, бидејќи обично корисниците на овие блогови се обврзани со условите на сајтот домаќин, а што најчесто подразбира и забрана за активно промовирање на реклами. Откако ќе го поставите вашиот блог, потребно е да одберете добри теми, но и добар распоред за нив, а доколку немате идеја, едноставното пребарување преку Google ќе ви помогне да најдете што најдобро одговара на вашата тема. Најважното прашање е зашто би пишувале. Некои луѓе блоговите ги посветуваат на нивниот живот во целина, други пак пишуваат за нивните работни места и за своето хоби, а некои да му кажат на светот за нивните деца и за тоа како е да се биде родител. Постојат безброј теми, но не заборавајте, на темата која ќе одберете треба да пишувате неколку пати неделно. И доколку немате ентузијазам за истото, и другите ќе немате ентузијазам да ги читаат. Тоа е првиот чекор, да имате тема, а потоа е потребно да пожене да пишувате постови. Должината на секој пост е субјективна, но добар пост е оној кој содржи од 400 до 500 зборови. Кога се работи за блогирањето, не постојат вистински правила според кои треба да се водите. Со тек на време природно ќе го најдете она што најмногу ви одговара. И вашиот карактер и личност ќе дојде до израз, еден од најважните белези на блогирањето. За да стекнете публика пак, потребно е својот блог да го доставите до што поголем број на социјални мрежи и интернет форуми. Откако ќе го направите и ова, време е да заработите од сопствениот блог. За ова постојат алатки како што е Google AdSense, доста познат метод. А со кој на вашиот блог може да поставите текстуални, видео или реклами со слики. Постојат и сајтови кои би ви платиле за да направите одреден блог пост на некоја тема. Доколку пак постигнете голема посетеност, тогаш бидете подготвени да добиете понуди за рекламен простор на вашиот блог. А што би било подобро од тоа да поставите сопствена цена? Трет начин за заработка е преку социјалните мрежи. А за пример ќе го земеме моментално најпопуларниот вебсайт од ваков тип, тоа е Facebook. Откако ќе направите корисничка сметка, потребно да ја искористите сопствената вештина, хоби или знаење за да привлечете одредена група на луѓе. Останатите корисници мора да бидат свесни за тоа кои сте вие и како вашите вештини и знаења може да им помогнат токму нив. Околу заработувањето пак, прва опција е продавањето од втора рака, односно Facebook останува ваш пазар. Може да поставите безброј реклами за она што сакате да го продадете. И не постои никакво ограничување за ова. Најголемата предност на Фејсбукот е тоа што може да се направат голем број на апликации, со кои можете да извршите одредени зарачи на страницата на вашиот профил. А само по себе, со ова се овозможуваат линкови до други вебсајтови надвор од самиот Facebook. Она што Фејсбукот дополнително го нуди е тоа што на некој начин можете да се брендирате себе си. Бенефициите кои ги нуди оваа социјална мрежа ќе ви овозможи да создадете голема мрежа на пријатели и ќе можете да ја промовирате сопствената сфера на интерес.
Она на што треба да се стремите е изложеноста. Колку повеќе луѓе се дружат со вас и се во вашата мрежа, толку повеќе пари можете да генерирате. Но немојте да ја правите грешката и да собирате пријатели поради пари. Сепак, пред се битно е да ги направите контактите, а парите ќе следат потоа. Тоа е како во реалниот живот. Само еден поинаков медиум, каде се применуваат исти комуникацијски вештини и принципи. Секогаш треба да звучите, изгледате и делувате реално. Да не се преправате дека сте некој друг. Луѓето ова денес го чувствуваат повеќе од било кога.